Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петточната емисија ја реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Во наредните 45 минути ќе зборуваме за бубрежните камчиња, кои се еден од најболните и воедно најчесто нарушување на уринарниот тракт. Мажите почесто страдаат од овој проблем во споредба со жените. Повеќето камчиња излегуваат спонтано од телото, но што доколку тоа не се случи, што се презема во таков случај. За сето ова денеска разговараме со доктор Горан Јович, хирург уролог од Жан Митрев клиник. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Ви благодарам на поканата. Во секое време на Ќе зборуваме за еден релативно чест проблем. Да. Особено во Скопскиот регион велат дека луѓето страдат од камчиња во бубрезите поради тоа што водата е тврда, но ќе појасните во текот на емисијата дали водата предизвикува ваков проблем или не. Најнапред да ве прашам дали камчињата се создаваат само во бубрезите или пак може да се формираат и во некој друг дел од уринарниот систем, односно во мочните канали, во мочниот меур. Овде сега зборуваме за калкулоза или камчиња во не само во бубрезите, него воопшто во уринарниот тракт. Камчиња може да се примарно да се оформат во бубрезите, во мочните патишта, во мочниот меур, па дури и во изводниот мочен канал. Значи, примарно место на формирање не мора да биде само бубрегот, него може да биде и некој од овие делови кои ги спомнав. Хајде да почнеме од како се ствараат. Ајде, може. Пошто веќе спомнавте со тврда вода и така да видите, постојат повеќе теории за створање на камчињата. Но сепак кој ќе кажеме зборот теорија, значи сепак е тоа се уште една предпоставка. Значи не е целосно разјаснето? Не, и никош не е нити докажано. Зошто кај овој пациент, да кажеме, ствара камчиње, зошто овој другиот не ствара камчиње. Тука треба да се поклопат повеќе фактори да се спојат, за да би се створила калкулозата. И сега од теориите, кои можни теории на постанок, на формирање на еден калкулус, можеме да ги земеме, ајде да ги спомнеме конгениталните или вродените малформации во уринарниот тракт, на ниво, да кажеме, на бубрези, на ниво на мочен канал или на ниво на мочен меур. И сега имаме недоволен проток и недоволен одливање на урината, неправилно одливање, со неправилна брзина. Веќе имаме полека застој. Така. Еве дома да им пообјасниме на гледачите, ако умивалникот е доле запушен одводот, во умивалникот побрзо има повеќе застој на вода, нели, поспоро оттекува и домаќинките одма приметуваат дека во тој умивалник брзо се ствара бигор. Значи, се таложи брзо течност. Ако брзо оди, тој бигор го немаме. Отприлика да кажеме, тоа е слично нешто и овде. Имаме поспор проток, брзо таложење на кристалите и почнува да се формира некаде калкулус. Потоа една од другите од теориите кои веќе, да кажем, уринарните инфекции. Чести уринарни инфекции знаат да направат партикли. Значи, битно ни е да имаме матрикселе. Има ли одредени бактерии кои што се посебно... Да створат? Не. Воопшто зборуваме за уринарната инфекција. Значи, воопшто уринарната инфекција создава подлога за еден ваков проблем. Може да ќе се создаде матрикс. Тоа е партикла некоја од вупување на свуз, на дел од свузницата и се оформи матрикс. На тој матрикс брзо и лесно се таложат кристалите. И почне да се формира кристална решетка. Така. Еве уште еден начин за формирање на камче. На формирање на камче. Потоа, битен е многу вносот на течности во организмот. Тие што пијат помалку течности, доктор, имаат поголема шанса да развијат? Имаат поголема шанса, точно имаат поголема шанса. Се плакнат ли бубрезите кога пиеме повеќе течност? Да, затоа и се советува
да секој човек дневно земе од 2 до 2,5 литра течност. Било каква? Да. Во тек на 24 часа. Значи, битно е да имаме проток. Бидејќи тука ќе спомнам и уште еден фактор. Докторе, нешто ако водата е тврда? Еве, како што е Скопската. Па не би можело до толку тоа да влијае, да кажеме сега на создавањето на калкулусите, бидејќи водата мине низ филтри, па доаѓа во самите бубрези, каде што и таму се профилтрира и така. И сега, тука е битен и кај луѓето, затоа е битна и генетиката. Кај луѓето кои ствараат камчиња се смета дека го немаат, имаат отсуство на инхибиторот на кристализација. Значи, ние кристали малте не ствараме сите. Така. И битно е да тие кристали ние ги isfrваме со урината. Кај оваа група на луѓе кои прават камчиња се открива дека го немаат тој инхибитор на фактор на кристализација. Значи, спречувач всушност на кристализацијата. Да кристалите лесно се слепуваат. Почне да се формира кристална решетка. Така. Чим ќе се оформи матрикс, камченце, има на што да се наталожи. Има на што да се лепат. Плюс, ако оттокот на урина, како што спомнав, ние поспор... Има бласк, застој, така? Да, уште побрзо е тоа формирање на кристалната решетка и формирање на каменот. Потоа движењето. Многу битен исто фактор. Значи, кај луѓе кои се врзани со професии, со седење, постојано не се движат, имаме исто побрзо таложење. Затоа и кога имаме ситни калкулуси и така што се советува на пациентите, да земаат повеќе течност и повеќе движење, за да се размрдаат и евентуално се isfrват да се елиминираат по природен пат. Утврдено е дека 80 до 85% од камчињата во својот состав содржат калциум. Точно. Што ова значи? Дали треба да сме внимателни со внесувањето на суплементи кои што содржат калциум? Па видете, и што е со витаминот Д исто така, бидејќи тој учествува во метаболизмот на калциумот при неговата ресорбција? Да. Поголеми дози на витамин Д би создале проблем? Треба да спомнам и една од теориите за формирање на камчињата и така, кога имаме некое метаболно пореметување во организмот. Па можеме да направиме, например, ако имаме пореметување на ацидум урикум или уричната киселина, како метаболно пореметување, пациенти, оние кои имаат гихт, да кажем и така, они се склони повеќе да прават уратни камчиња. Камчиња, точно. Кога спомнавме за калциумот, најчестиот состав на нашето поднебје на камчињата е калциум оксалат. Калциум споен со оксалати. Оксалатите ги има во зелените салати. Да, ама ние имаме такво поднебје и таков тип на исхрана. Ние не можеме сега да кажеме да оксалати да не се внесуваат. Тогаш сиромашна би била исхраната. 2/3 од храната која ја внесуваме, нема да смееме да ја внесуваме. Например, идеална подлога, оксалати има многу во спанаќот. Спанаќот обично знаеме да го јадеме со кисело млеко, така? Така. Богато со калциум. Еве идеална една комбинација, ама сега не можеме да ги да елиминираме тоа од исхраната. Пациентите и да елиминираме се од исхрана. Бидејќи за разлика, еве сега да кажеме, еве во Јапонија. Во Јапонија немаат оксалати толку во исхраната, ама они па затоа таму јадат повеќе ориз, риба. Таа спојка на тој тип на исхрана, они повеќе и почесто прават цистински камчиња. Така, друг тип на камчиња. Друг тип на камчиња. Така да, пак се сведува на она, вносот на течности е битен. Вносот на течности и движењето. Ви е прашала и за витаминот С, докторе. Аскорбинската киселина и тоа еве во периодов пиеме во поголеми количини за заштита
од новиот коронавирус. Може ли витаминот С да создаде камчиња? Вишокот на витамин С се извачува преку урината. Не, нити тоа е докажано дека ако некој пациент земал повеќе витамин С во огромни дози и така, дека баш он ќе направи каукоус. Значи сепак треба предиспозиција? Точно, предиспозиција и намален внесна течност и недвижење. Често се приметило да пациенти кои претходно имале фрактури и залежани пациенти, значи они се приморани да не се движат, врзани во кревет. Имаат доста често овој тип на пациенти форсирана калциумска исхрана, за да се подобри квалитетот на косите, да заздрави коската и така, што значи верување, а помалку внесуваат течности, знаат често да направат каукоуси. Појава на каукуоза поврзана со професија. Луѓе кои работат покрај високи печки, кај што има огромна температура, кај што е потенцирано потењето. Кај пекари. Исто потење, така. Има потење, а малку внесуваат течност. Губиме течност. Концентрација, формирање на каукуоза во уринарниот тракт. А што е со солената исхрана? Ако се внесува многу сол, дали исто така, бидејќи ја повлекува водата назад во организмот, солта може да се создаде? Да, ама не можеме да кажеме дека баш солта конкретно ќе влијае на појавата баш на каукуоза. Повторно треба тие предиспозирачки Точно. фактори да се присутни. А точно ли дека мажите почесто страдат од овој проблем во однос на жените? Па видете, ја мислам дека тој процент да кажем, ајде, зголемен поради во она втора доба кај мажите, кога почнуваат проблемите со простатата, застојот на урина, неправилно извлачување на урината од мочниот меур, почнува имаме се јавува рефлукс на урина према бубрезите нагоре и почнува еден тип на застој. Со тоа веќе тој тип на пациент е предиспониран да оформи направи и каукуоза во уринарниот тракт. Па према тоа може да се поклопува со процентот, да процентуално, мажите имаат повеќе каукуоза по проценти во однос на жените. Но не би рекол дека тоа некоја голема драстична разлика. А доколку некој од нас развие камен во одреден период од животот, така, дали значи дека и во иднина повторно ќе му се случи тоа? Да. Значи, не е исклучено дека ако го елиминираме тој камен, дека сме го решиле трајно проблемот, и затоа и треба да се следат овој тип на пациенти. Иначе, во почеток, сега на емисијата спомнавме за формирање на каукуозата и нивото на формирање. Да кажеме прво формирање на каукуоза во бубрек. Може да се оформи во некоја од чашките или во самото бубрежно легенче. Каукуусите со диаметар до 8 па и 9 мм. Добро. Може да се надеваме дека по природен пат спонтано ќе се елиминираат. Дури од 8-9 мм, значи таа големина може да се сврлат. Да, точно. Може да малку потешко, али може да помине. Имаме 3 природни стеснувања на патот на каменот. Првото стеснување е на спојката на бубрежното легенче со бубрежниот канал, природно стеснување, нели? Каде што може да запре каменот. Второ стеснување е отприлика некаде на средина на одводниот мочен канал од бубрегот, каде што јава преку еден крвен сад, преку артерија, тука прави кривина и тука исто може да се заглави, застане каукуусот. И доле на спојот на мочниот канал при влезот во мочниот меур. И тука може да застане. Сега, кога случи застој, застанува каменот,
на него брзо може да се таложат кристали и он на тоа место да порасне? Да порасне. И веќе да не може да помине. Меѓу другото се задржува урината, не може да Точно. И се помина? јавува И се јавува прв застој? симптом ни е болка. Силна болка, многу силна болка. Како изгледа, докторе, болката? Тапа е, остра е? Така, јас прво ќе Каде се објаснам чувствува? на гледачите, ќе им ја објаснам болката и зошто се појавува болка. Често и неиздржлива. Така, бидејќи каменот тргнал и го затворил бубрегот. Мочката не може да истекува од него. Бубрегот продолжува да вачи, нели? Дел од мочката можда нешто ќе се цеди покрај каменот, но повеќето од урината останува во самиот бубрег. Почнува застој, се ствара притисок. Тоа е буквално, замислите го доле, пак ќе го спомнам, едно во доле се затне одводот, ако во тоа една топка се преполни со вода и на крај нели може и да експлодира. Така. Или ќе пробие од негде. Бубрегот се шири, се растегнува капсулата и веќе тогаш се јавува таа јака, неснослива болка која се рачуна дека е на ниво отприлика некаде на породилните болки, така, па можда дури и појака. А болката каде? Почнува позади во лумбалниот дел, оди према напред, доле во правец према вагината кај жените или према тестисот кај мажите. Отприлика така е патот на болката. Доста често болката знае да тргне и одоздова, па да оди крене нагоре. Према горе. Сега тука болките знае и да се преклопат, па да кажеме има болка од кичмен столб и така, најчесто во кичмен столб, проблеми со кичмениот столб, па да мисли пациентот дека е болка од бубрезите и ова, но затоа се прегледите, нели? А зошто, докторе, кај оние кои што имаат колики, односно многу силни болки, се јавува и повраќање? Така. Болката јака се иритира, тоа ние го викаме перитонеална дразба. И се јавува нагон за гадење, нагон за повраќање. Доста често пациентите знаат дури и да ни коабираат, нели, да изгубат свест од болка. Така да, што е битно? Во тој момент е битно прво да се купира болката, да се запре болката. Со аналгетици? Да. Како се даваат? Интравенозно, мускулно? Најчесто интравенозно во прв момент, за да се проба да се смири болката, потоа да се направи брза диагностика и да се донесе одлука за начинот на решавањето. Така да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Прашањата би требало да бидат во областа на темата за која што зборуваме, бубрежни камчиња, односно камчиња во уринарниот тракт. Доктор Горан Јович, уролог хирург од Жан Митрев клиник, е наш денешен гостин. Докторе, доколку камчињата се во бубрегот, така, се мали, не се движат, создават ли некаков проблем по неговата функција? Не, доста често луѓето не ни знаат дека ги имаат. Стои некаде во чашка, не добива во димензија, не прави никаков застој и пациентот едноставно нема симптоми. И доста често знае да кога ќе се подвргне на ехо за некој друга причина и случајно во случај наод да се открие и некој калкулус, да кажеме, во бубрегот. Најчесто кои калкулуси предизвикуваат болка? Калкулусите кои го затвораат одводот на самиот бубрег и создаваат застој всушност на урина. И создаваат застој, или калкулус кој од бубрегот испаднал во мочниот канал. Тоа се помалите калкулуси, ама исто прават комплетен или делумен застој, или доле во калкулоза во мочен меур, па го знае да застане на излезот од мочниот меур, па да дојде до една комплетна ретенција на урината, значи комплетна задршка на урината во мочниот меур, така да и тогаш исто треба
една брза интервенција за да му се олесни на пациент. Доколку каменот е голем. Така. И не создава проблеми, односно не создава симптоми. Може ли во одреден период да предизвика крв во урината, присуство на крв во урината? Да, значи може самото поместување на каменот. Значи сепак мора да се помести. Па да кажеме да он треба нели нормално да ја оштети делот свузницата или таму кај што лежи, да оштети делот свузницата за да се повреди некое крвно садче и се добие во урината крв. Дури може и да како да не мора да се движи. Значи голем калкулус, голем камен. На самото место кај што лежи прави декубит. Прави како рана. Да, баш како рана и оттаму знае да пушти крв. Така. Одма калкулозата ќе ја поврземе со зачестена уринарна инфекција. Некош и така ја откриваме калкулозата. Така. Повторувачки и кога се бара причината ќе се најде тегоби и така. И кога ќе почне да се подврне пациентот на прегледи, ќе ја откриеме и причината. Да. Ајде да го слушнеме прашањето на првиот гледа за денеска. Добар ден. Ало, добар ден, се јавам од Охрид. Така, повелете. Прво да ве поздравам вас и докторот уролог. Значи, сакам да поставам едно прашање што е надвор од темата, меѓутоа што е поврзана со уринарни инфекции. Добра, повелете. Значи, во овој случај, кај мене, многу често ми се јавува Ешерихија коли, значи во уринарните патишта некаде околу 1.000.000, што е премногу. Пошто до 250.000 со многу уролози имам, значи, разговарано, дека може да се третира со чаеви, увин чај, брусница, значи гинобиотик најчесто се препорачува, уростин, значи се имам пробано. Меѓутоа, кај мене најверојатно е таа бактерија многу отпорна. Така, а имате некакви симптоми при тоа? Многу големи симптоми, значи печење при мокрење, значи често мокрење. Сега во последно време, значи ми се појавува и како не знам како да ви кажам, како недомочување, значи излегувам, значи по мала нужда и како да имам уште од мокрача во мене. И некога, значи, е тоа толку непријатно што не можам, значи, ни да седнам. И сега бев принудена, значи, да земам да пијам цитерал 2 дози. Значи, јас од кога ги испијам тие антибиотици, дали цитерал, дали амоксиклав или нифуран, значи, врз основа на уринокултура, мене ми се смирува. Од кога ќе направам уринокултура. Имам направено и цистоскопија, значи, тоа е исто многу болна, знае докторот, работа, значи ништо немам, ни за дебелување на бешика, ништо. Меѓутоа Ешерихијата коли мене постојано ми се повторува. Така, значи се повторува и после антибиотската терапија по известно време се враќа. Како да го решите овој проблем? Ви благодарам за јавувањето. Многу честа ситуација. Велате Ешерихијата коли е многу здодевна бактерија, постојано се враќа. Значи ние може ли да станала дел од нормалната флора, докторе? Ешерихија коли ние сите имаме во дебелото црево, од каде и потекнува. Так. Поготово тие жените, изводниот мочен канал е со должина некаде околу 3 см. Многу е блиску аналниот отвор. Така, и тука е практично стално изложено на бактерии. И сега тука имаме неколку фактори кои треба да се испитаат и да се види зошто кај пациентите, еве сега како конкретниот пример, со пациентката имаме повторувачки и рецидивни уринарни инфекции. Нели да во позадина имаме, да не имаме некоја конгенитална аномалија, да не имаме еве некој калкулус некаде во уринарниот тракт, или еве да сето ова го отфрлиме и немаме ништо од ова целото, треба да ја мислам дека пациентката треба да се подвргне на една адекватна терапија по антибиограм, ама во хронична форма и да ја зима најмалку 3 до 6 месеци.
На каков начин тога се зима? Дали по известно време во помала доза се пијат антибиотиците? Точно, во помала доза. Најчесто го даваме во хронична форма уроантисептик, тоа е нитрофурантоинот. Кај возрастни отприлика некаде по 100 милиграми дневно во време траење од 3 па и до 6 месеци. Така, го има сегове лек кај нас едно време дефицитарен беше? Го има, го нема, али се наоѓа. Така, се наоѓа. Добро. Да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Со доктор Горан Јович, уролог-хирург од Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за камчињата во бубризите и во мочните канали. Докторе, имаме гледач на линија, да му дадеме предност на неговото прашање. Веднаш потоа продолжуваме со концептот предвиден за денеска. Добар ден! Јас се надевам дека гледачот почека, бидејќи имаш еден блок реклами. Добар ден уште еднаш. Не, во ред, нека се јави подоцна уште еднаш. Доколку, докторе, камчето се заглави некаде на патот, откако ќе се спушти од бубрегот. Така, да. Што се презема во таа ситуација? Колку време се чека спонтано да се елиминира и кога се одлучувате да преземете некаков чекор? Така, тука е веќе проценката на урологот, дали може да се причека, а тоа зависи самиот бубрег колку е во застој и какви болки има пациентот. Од тоа ќе зависи колку време ние можеме да причекаме дека и да се надеваме дека тој камен може да помине низ мочниот канал. Така. Тоа е проценката веќе на урологот, да. Ако он процени дека овој камен може да помине низ мочниот канал и се спушта и бубрегот може да причека, тогаш обично знаеме да причекаме да каменот се елиминира по природен пат. Да. Но доколку имаме застој, заглавување, застој на бубрегот, пациентот е нон-стоп со болки, тогаш веќе треба да се преземи и да се интервенира. Една најбрза е премостување на каменот и поставување на уретерална сонда. Доколку се успее да се премости, помине преку каменот и сондата влезе горе во бубрег, тогаш бубрегот ќе ни се издренира, мочката несметано ќе се излегува урината од бубрегот, се оди доле во мочен меур и со ова ќе добиеме во време за решавање на самиот калкулус. Калкулусите, камењата во одводниот мочен пат од бубрег до мочен меур најчесто се решаваат уретерореноскопски, што значи тоа е апарат со кој се влегува одоздова преку мочниот канал во мочен меур, од мочниот меур по бубрежниот канал до самиот камен. Така. И тука се третира со или електрохидравлика и кршење на каменот, или ласерска литотрипсија, ласерско разбивање на калкулус. Која е предноста на ласерското разбивање? Колку ситно може да се разбие? Предноста, нормално дека предноста е со ласер разбивање на калкулусот, бидејќи он се разбива во ситни партикли. Сега новите машини се предвидени спрема типот на каменот. Така. И кога ние ќе претпоставиме кој тип на камен е, према изгледот, така имаме и готови опции во самиот апарат за избор и разбивање. Така. И едноставно на самиот апарат се дури насликани, имаме апарати на кои ги имаме и на слика како изгледаат камчињата, така да не мора да се местат како порано параметрите на апаратот, па
дај да видиме колку удари, како, него овде имаме готов програм. Така. Према изгледот на каменот, едноставно со притиск се дотерува машината за тој тип на камчиња и се разбива калкулус. А да го слушаме, докторе, прашањето на гледачот, па ќе продолжиме за сето ова. Добар ден. Јас, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, пред да почнеме да комуницираме, за да може непречено да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Куманово. Така? За мојата внука, 6 годишна девојче, пред 3 години имала и уште имаха песок во бубрезите и камења во бубрезите. Тоа се вика цистernурија. Така, јас не ве разбрав како диагнозата е... Цистernурија. Цистernурија, да. Добро. Да, меѓутоа, значи, се појавило камења, песока и девојчето и меѓутоа после известно време камења. И имаме направена операција кај вас во државната болница, во тука отидовме во Белград направена операција, али меѓутоа на секој 20 дена, месец дена пак има песок од песок се створи во камења. Лазерски направена операција, меѓутоа сега има некои прашат што пие за камењата и има и тие капсули за киселина. Приведејќи таа нема доволно калциум да кај родно дојде. И тоа и ствара, само така не ствара песок од песок камења. Така, вие би сакале, предпоставам, некаков совет во однос на оваа ситуација. Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, дали во вашиот домен со оглед на тоа дека педиатрија во прашање? Не, во ред е, мислам, мој пациентот ќе добие одговор и баш така и се постапува, како што и постапуваат кај детево, бидејќи кај него, према тоа што сватив, колку што може да сватам од неговиот исказ сега, дека се работи за едно метаболно пореметување, кое детето е сега сигурно подвргнато на адекватен тип на терапија и кај него едноставно треба постојано да се следи состојбата, за да се види што понатаму. Сепак е тоа одговорност на педиатрите. Педиатри, нефролози има. Педиатри, нефролози и така. Уште еден гледач имаме кој ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот. Секако повелете. Имам камен во левиот бубрек некаде околу 30 години. Добро. Не ми прави никаков проблем. Мислам, со сите процедури овие што се како да кажам, уринарни, ама имам некоја тапа болка. Да. Тапа болка. Ми го имам кршено еднаш, не се скрше, и од тогаш се откажам. Што да се презими? Дали да повторно да се крши, дали да не се крши, дали да... Така, што да направите во една ваква ситуација? Да. Ви благодарам за прашањето и за интересот што се вклучивте во Телма амбуланта. Докторе... Интересен податок. Пациентот каже дека 30 години го има калкулусот во него. Каже дека нема некои посебни симптоми и така. Сепак оваа состојба треба да се следи и нели евентуално да се превземе нешто за да ипак се реши калкулусот, бидејќи и по толку години, по толку долго стоење на каменот во самиот бубрек, знае да си направи и да си го земе данокот, нели? Така да затоа мој совет е сепак на пациентот да се следи состојбата и да се одлучи кога треба да се интервенира повторно за да тој камен евентуално се скрши. Спомена пациентот дека се обиделе да го скршат каменот, предпоставам тоа е со оние ударни бранови на дворешно. Значи, тоа е машина за екстракорпорална литотрипсија. Пациентот е легнат на бок, каменот се евоцира со помош на ехосонда,
Исто се мести нишан, како во оние гейм игричките, и се одредува силината на ударите, и потоа се уклучува машината, се усмеруваат тавасите директно во центарот на каменот, и со тоа се очекува дека тој камен после ќе се скрши. Но не секогаш е потребно само еден третман. Некогаш може да треба 2, па и 3 третмани. Тоа е зависност од цврстината на каменот, зависност од големината на каменот, зависност од поставеноста на каменот во самиот бубрег, бидејќи најдобро камен во бубрегот се крши ако е во бубрежното легенче и е во водена средина. Но ако е негде заглавен, поготово во долни чашки на бубрегот, таму е и да се скрши каменот, тешко неговата елиминација. Бидејќи долните чашки, само ни кажува, се према доле. Значи, за да они испаднат партиклите од скршениот камен, они треба да направат прво да отидат према горе, па да се спуштат надоле. Тоа е веќе против земјината тежа. Фактички треба да го обесиме пациентот за нози да виси по цел ден, за да би можело да се издренираат. И што во таков случај доколку е долу, докторе? Затоа, обично, овие калкулуси, кои се во долните чашки, така, не се препорачува за нив екстракорпорална литотрипсија. Најдобро за екстракорпорална литотрипсија е разбивање на камен во бубрежното легенче или евентуално горе во горните чашки на бубрегот. Бидејќи, прво, ударите од апаратот треба да бидат фокусирани на самиот калкулус. Ако е калкулусот во бубрежното ткиво, некаде во чашките, тогаш дел и од бубрежното ткиво страда од самите ударци. И затоа, например, идеално е, ако е каменот во бубрежното легенче, се крши во водена средина, тоа е идеално за екстракорпорална литотрипсија. За разлика од овие. Но секојаш постои, нели, ајде, можност да дадеме дека можда и ова ќе успее да го разбиеме, бидејќи е па најмалку травматски за организмот. Имаме уште еден гледач. Да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам нешто до доктор Јович да го прашаме вака нешто. Да, повелете. Јас сум пациент без току неготено, дека онди вешам неготено. Неговата диагноза е јас стигнато овадење на бубрек и до карцином на уринарен трак. Док он установи дека тоа е камен уринарен трак, добро. Фактички не било камен, тоа било канцер више. Како рековте? Не ве слушнав? Тоа било канцер. Да, добро, да, во ред. До канцер дојде, јас до Мораша се оперирам во Ремедик. Така, добро. Така. Добро. Докторе, уште малку време не стана. Да, се слагам со пациентот, можам да дадам одговор на тоа. Сакав, имам една тука студија, затоа што кај луѓето кои што се развиваат камчиња, исто така се развива и канцер на бубрезите. Да, тоа е од иритацијата, и затоа кога пациентот, претходниот пациент праше дали треба да се решава калкулусот или не, нели секој се препорачува да се реши ради дополнителна иритација на слузницата. Друго, тип на канцер може да направи калцификати на него и да даде слика на ехо, оцјај како калкулус. Затоа и се продолжуваат и се продолбочуваат испитувањата, па да се каже да, ова не е калкулус, него е калцифициран карцином. Така. Што доколку каменот е поголем, докторе, од 2,5 сантиметри? Што се презема во таков случај? Па видите, тука веќе постои, имаме перкутана метода на разбивање на таков тип на камења. Тоа е метода кога се влегува од надвор преку кожа, се влегува внатре во бубрегот и се може да се разбие калкулусот и да се евакуираат партиклите буквално како со усисивач.
или евентуално отворена метода, отворен тип на операција кога ќе го изведиме каукоусот во целост. Најчесто коралиформните каукоуси од бубрек и така ги вадиме се уште со отворена метода оперативна. И од кога ќе се извади камчето, дали е потребно да се направи негова анализа, еве при спонтана елиминација мало камче, потребно ли е пациентот да направи хемиска анализа на неговиот состав? Да, најчесто правиме чисто за да знаеме, еве, како што спомна и гледачот кај малата, точно се знае, они направиле испитување на каукулозата и веќе према тоа знаеме во кој правец да се усмериме за понатамошното лекување на каукулоза. Доктор Јович, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Благодарам и на поканата. Почитувани, во беше се во денешната емисија. Гости ни беше доктор Горан Јович, уролог хирург од Жан Митрев клиник. Се гледаме секој работен ден во 13:45 на телевизија Телма. До гледање.